Добра вечер на сите. Добра вечер. Бидејќи се снима сега, да подесиме некои промени. Ќе почекаме некој момент. Сега е 5 минути до 20 часа до официјалниот почеток. Барем до 8:05. 8:05 задолжително, ако не и студентското 15 минути. Може. Како сте инаку луѓе? Еве сега слушнав информација, добив некои се и веќе на наставнички сега ова време. Не знам зашто толку касно, ама. Може би повеќе им одговарат вечерните часови. Најверојатно. Да. Да тргнеме нема да биде. Па утре требаше да тргнеме, ама по се изгледа ќе биде официјално 1 октомври. Не знам дали во школите имате добиено допис дека официјално почнува од 1 октомври. Па и утре ќе дознам. Ние утре са Вајле имаме совет. Така да поим немам. Вајле треба да има допис, треба да има нов календар за работа. Тој што беше стариот не работи. Официјално последен ден од старата учебна година. А сега дали ќе правиме луфта помеѓу 2 години, тоа е друга работа. Да не пропуштиме целата то луфта за еден ден, не е страшно ништо тоа. Не. Па можеме само до месец дена да продолжиме, тоа е тоа. Официјално ништо нема по школите, се уште стигнато. Ни календар, ни за кога почнува. Јас сама си правев, сега немам ни желба ни да правам. Па не можеш, не знаеш што да правиш. Па да. Исто и програмиве сега треба да бидат скратени, ама не можеме сами да си ги кратиме. Ама ако биде против така долги. А да прашам јас нешто, дали во школите низ државата, или кај вас или кај некои други колеги, имате допис во врска со барање на мислење на родители во врска со начинот на настава, да дадат сопствено мислење дали се за онлайн или се за комбиниран пристап, или пак за барање мислење во врска со поседување на IT опрема, број на родители, вработени родители, самохрани родители. Тоа имаше во сите школи и од мене за моите деца ми се јави од сите школи, од средно ми се јави. Од средно ми се јавија да ме прашаат за опрема, а не за каква настава. А за основно, за малите, за до трето ме прашаја каква настава и каква опрема имаме, а за од 4 до 9 ништо не праша. Ама мислам дека тоа е, сколку што разбрав, сами школите си го тераат, дека нема ништо официјално ни за тоа да се прави. Па значи кој како си е наредил, така си е тера. Кој како замисли во врска со тоа? Да, прават школите за да има нешто дека се работи, не може некако, не знам, мора нешто се прави, ама официјално никаде ништо нема. Барем јас колку што знам. Да. Јас ќе се воздржам од коментар. Ајде. Па поубаво би било сите да се воздржиме во ситуација. Не треба сите ние да пукнеме, да во еден глас да кажеме се што не лежи, што ни тежи, ама еден не прави ништо, така да јас веќе се воздржувам. Двајца уште и помалку, тројца ништо и така натаму, ама добро е, важно нешто правиме еве овдека. Јас имам од прва рака информации дека обуките за наставниците, значи за тимовите што се избрани по училиште. Сите знаете дека имаше допис по училиштата, во кој што требаше да се испратат едно и две лица што работат со СР и дневник, и уште 5 до 7 лица што требаше да ги испратат на список директорите во училиштата до Министерство, кои што ќе посетуваат иницијална обука, првите двајца во администраторски оддел, а другите двајца во директна настава за користење на Microsoft 365. Обуките ќе бидат исклучиво на Teams. Финки спрема нешто што уште не знам што ќе биде.
школите што веќе имаат Office 365 ќе продолжат да го користат, тие што немаат ќе добијат нешто што ќе треба администраторите да го направат. Тоа е моите информации говорат и дека обуките за и за едните и за другите ќе бидат во трајање од по 4 сати, а кога ќе почнат, тоа не знам. Значи, па нема да бидеме сите исто. Како мислиш сите исто? Па едни ќе останат на Teams, а другите што ќе им се даде. Не, ќе му се даде Teams, само тие што имаат веќе се во предност, затоа што тие можат уште одма да почнат. Разбираш? Па а тие што немаат, ќе треба администраторите први да му обезбедат тоа што го работи сега Финки всушност. Од јас колку што разбирам, Финки обезбедува Teams? А вака Финки обезбедува некои си програмерски начин, се не можам да го објаснам, оти ќе сгрешам. Оди ствари и не знам точно, а ја конектира базата од SRU и Едневник, ги повлекува сите юзернейм и пасворди на сите наставници, оти постојат таму, и прави нешто што ќе му овозможи на училиштата да имаат Microsoft 365. Сега, оние училишта што имаат, нема да има потреба да го користат тоа што ќе го истрга Финки, затоа што тие веќе го имаат и ќе биде дупло. А тие што немаат, Финки ќе овозможи на некој начин за да го добијат. Најбрзо можно. Да. Сега тоа најпросто кажано. Да. Зошто може повеќе, фактички тоа ќе биде како повеќе организации да представуваат едно училиште. Па, ќе видиме. Ќе врви преку нив. Ќе видиме како ќе биде. Тоа е проблем затоа што повеќе организации не може да бидат со исто име. Сега како ќе направат тие? Не само тоа, мислам не е фер. Треба сепак да постои некаква интимност, приватност Да. Глупо е да се мешат две и повеќе училишта во едно. Не, тоа е најверојатно и тоа е проблемот зашто не се почнуваш од почеток, ама мора да се почне од нешто, па сега ќе видиме. А инаку дефинитивно ќе биде на Microsoft 365. Обуките што ќе бидат за сите ќе бидат на Teams, исто како вака. Окей. Сега предноста претпоставувам по мој дека би требало да биде некако гости што сте вие, затоа што на пример четот не ви е достапен, ништо не ви е достапно. Ете, јас не сум те гостина, ама не ми е достапно. Да, на пример, тоа е недозволиво, значи учениците нема да ви бидат гости. Да. Начас, но ова сега колку провизорно, колку да можеме да научиме нешто како да го користиме, а тогаш би требало да биде фактичка ситуација, па практична примена на час, а тоа се прави со фактички ученици, уствари, во вашето училиште. Ама ајде, ќе видиме како ќе направат тоа, значи најавени се обуки од трајање од 4 сати по група, како што, колку групи, тоа мислат во министерство и во фирмите што се задолжени за тоа. Окей. 20 часот и 8, 90 сме присутни, ќе почекаме уште некоја минута. Јас да напомнам дека денес планирав да зборувам прво за Forms, ама при тоа ми текна дека има една многу убава алатка, што сите ја имаат кога ќе имаат Microsoft 365, сите ќе ја имаат и е многу интересна за работа. Тоа е белата табла што има инкорпорирано во самиот Teams, па затоа први решив не за да ја прикажам и кои се опциите што ги нуди. А потоа, ако не остане време за Forms, како делот што е пред се во делот за оценување, но не планира да го правам тој дел, туку само како воведен дел, како за брейнсторминг или како за брзо оценување на знаење за нешто што се работи на час. Тоа беше првобитната идеја за денес, затоа што не сакам многу да одиме во ширина, туку да земеме едно нешто и тоа едното во детали да биде објаснето, затоа што ќе има и овдека и снимка, некој дел што нема да можам да го споделам, а затоа што ќе се обидувам да прикажувам слика од двајца ученици, значи да гледате како ќе работи ученикот и како ќе гледате вие, што еднош јас едно го презентирам, го споделувам од кај мене и ќе се обидам да прикажам што учениците гледаат, за да не бидете вие во ситуација да преминувате како ученик. Но, мој совет е секогаш, кога ќе планирате да вежбате ова, и ако имате акаунти во вашите училишта, задолжително направете си еден пробен ученик
И сето што го тестирате, тестирајте го и на тој. Значи, кога ќе споделите екран, проверете да се логирате како тој ученик и да видите што тој ученик гледа. А за тоа како да се најавите во исто време на две места, ќе ви покажам кој ќе почнеме прво тоа, за да можете да го контролирате. Не да се одјавувате ви од вашиот компјутер па да го најавувате ученикот на ваше место, туку истовремено да се видите најавени на две места. Јас во моментот сум најавен на 3 места, за да можам да ви покажам како тоа се прави. За таа цел прво треба да имате 3 различни пребарувачи. Пример, можно да го имате Microsoft Edge, што е препорачен, може да имате Mozilla, може да имате Chrome. Може и Safari да имате. Било кој пребарувач што ќе го отворите, важно да биде различен тој, за да можете да го направите. Еве 25. Официјално ја отварам оваа денешна средба. Добра вечер на сите. Ви благодарам што одвоивте време и денес да бидете вака со мене, да размениме некое искуство. Би ве замолил, забележувам нема камери уклучено, микрофоните да останат исклучени. Јас ако забележам во текот на средбата одредена галама, јас ќе го исклучам микрофонот. Линковите што ќе ги споделам, ќе ги видите во четот, ќе можете да го искористите. Значи, четот е втората икона, вие не гледате, но ќе гледате на видеото, во што се приклучува во долниот дел агол. И ќе почнеме со денешната средба. Денес, на дневниот ред на нашата средба, имаме соработка со помош на Whiteboard, Microsoft Whiteboard. Тоа е дигитална бела табла, која што е во собственост на Microsoft и која што можете да ја споделите помеѓу учениците. Постојат два видови на бели табли, но почнем од почеток, ќе го споделам екранот и уште еднаш да напомнам за сите што ќе ја гледаат снимката. Кога ќе споделувате екран, имате неколку опции. Во крајната лева страна имате десктоп. Значи, ова не го гледате вие, затоа што не е споделено, туку објаснувам кога ќе ја гледате снимката. Крајната лева страна имате опција за десктоп да споделите. Тоа кај мене се двата екрани што ги имам, двата монитори. Потоа имате да споделите Windows. Јас моментално тука ги имам сите отворени прозори. Тука имам отворено 3, 3, 6 и 3, 9, 3, 12 прозори отворени, кои што можам во секој момент да ги споделам. Потоа имате делот PowerPoint, во кој што се последните отворени презентации. Јас имам 6 PowerPoint презентации, можам да изберам било кој од нив. И крајно десно е Whiteboard или белата табла. Ќе зборуваме за тоа, но сега да го споделам мојот екран и да ви прикажам како можете да се логирате во исто време и како наставник и како ученик. Тоа е многу битно за да може да проверувате како ќе изгледа од страната на ученикот. Кога ќе отворите било кој пребарувач. Јас во овој пребарувач, еве сега, ако го зумирам и ако го напишам порталот office.com за да се логирам, го добиваме домашниот прозорец на порталот Office 365. Откако ќе се логирате со вашето юзернейм и пасворд. А крајно десно забележувате дека јас сум на Microsoft Edge логиран со мојот профил. Значи, ако кликнеме на мојата слика, јас може да се одлогирам и да пребарувам како гостин. Можам да додадам нов профил и можем да додадам до 4 профили тука и да преминувам од еден на друг профил. Но, најдобар начин е да не ви се направат никакви промени и да отворите опцијата In Private Window. Овој прозорец што ќе го отворите, всушност ви е инкогнито прозорец во кој што се што ќе запишите е само за во моментов. Тоа значи дека не можете да се логирате, се што ќе запишете во форма на лозинка останува тука. Еве сега, например, јас ќе го искористам третиот ученик што го креирав во некој од минатите часови. Сега ќе појдам на office.com и еве го, регистриран ми е ученикот 1. Забележете сега дека всушност ова е прозорец кој што можам да го пренесам каде сакам.
И при тоа овој прозорец и претходниот прозорец, што е мојот, ако јас ги минимизирам двата и ги распоредам на мојот екран, еве вака, можам да ги соберам да да се пријават и двата, и можам да ги растегнам прозорите и ќе гледам паралелно и на едниот и на другиот. Постои опција за да се наредат вака прозорите, со десен клик на тестбарот и да се наместат, да се како каскада, да се наредат еден до друг и да се прикажат прозорите side by side. Можем и 4 да прикажам на овој начин, затоа што препознава компјутерот дека има многу отворено. Но ќе ги наместам како каскада. Значи на овој начин ги гледате двата прозори. Гледате јас како што сум најавен, ова е in private ученикот и ова е мојот долниот е мојот прозорец во кој што сум најавен. Значи во едниот сум најавен како наставник, а во другиот сум најавен како ученик. И при тоа паралелно можеме да работиме и на едното и на другото. А сега ќе појдам на наставникот, кој ќе се логирате на Office 365 пакетот. Ако од левата страна, кај што се сите опции, некаде ќе бидат хоризонтално распоредени, кај мене се вертикално распоредени, одам надолу и ќе треба да ја најдеме иконата за Microsoft Whiteboard. Ако случајно ја немате, ќе дојдете најдолу и ќе имате опција да ги видите сите апликации. Ако кликнам на таа опција, и сега, еве Microsoft Whiteboard апликацијата, значи, ако појдете на ова и, ќе видите да научите нешто повеќе за оваа апликација, ќе изберам Whiteboard апликацијата и се отвори нов прозорец. Значи, ова е белата табла, апликацијата за белата табла што ја имате во самата Office 365 инсталација во вашето училиште. Повторувам, ако случајно ја немате во овие сите апликации, тогаш вашиот администратор на училиштето мора таа апликација да ви ја овозможи, затоа што денес стапи во контакт со некои колеги кои што го немаат ни Teams. Тоа е при нови инсталации на Office 365 пакетот, таа опција или таа програма не му е овозможена во администраторскиот дел, но ќе се среди, не е толку комплицирано тоа. А ова е белата табла и забележувате дека ова се сите мои бели табли што јас воопшто ги имам направено. И можете да забележите дека овие јас ги имам и користено според датумот што е напишан долу. Еве ќе видам кога ми е првата креирана моја табла. Мојата прва табла е креирана 22 септември 2019, ланската учебна година. Тоа е на час со моите ученици. Во кој што јас можам да пишувам, учениците можат да гледаат. Сега со скролот можам да одзумирам, само не е уште отворено. Забележувате дека што имате сега на апликацијата. Во горниот лев агол имате стандардно. Те 9 квадратчиња, 9 точки во кои што ќе ги имате сите апликации. Потоа имате името на таблата, се отвори менито, ќе го дискутираме покасно. Од десната страна стои вашето име и презиме, кај што сте логирани. Имате опција за споделување и опција да ја отворите во апликација. И имате запченик со кој што имате некои елементарни подесувања. Ова ви е белата табла, јас сега ќе го зголемам. Ова е мојата бела табла што ја користам јас што сум ја користил со моите ученици за време на часот во кој што сум пишувал и во кој што му ги споделувам за да можат со делот share да ги пишуваат. Значи, ова е сето пишувано за време на часот и е дискутирано. А имате елементарни опции како што се пенкало во различна боја, гума за бришење, можност за внесување на текст и можност за додавање белешки. Ја ќе појдам сега подолу. Ева, ќе го тргнам. Ова што го напишав, ќе се обидам да го избришам, ако можам. Еве вака.
И при тоа можеме да додаваме било што сакаме во нашата тетрадка. Бидејќи и при тоа ова се белешките што ќе можеме да ги пишуваме. Ако кликнеме тука, можеме и да пишуваме во белешката. Можеме да кликнеме во делот Share. При тоа можеме да креираме линк до оваа бела табла, ако го моментално е исклучено. Ако јас го кликнам овој линк и ако го изберам опцијата Copy Link, со тоа овој линк е копирано до оваа табла. Јас сега ќе појдам во четот на нашиот состанок, каде што сме тука, и ќе ви го пратам, еве го нашиот состанок, и јас ќе ви пратам во чет линк од оваа бела табла. И вие ќе можете да го видите. Со кликнување, белешката можеме да ја преместиме каде сакаме. А внимавајте, ова е опција за белата табла која што ја имаат сите во пребарувачот. Сега, јас ќе кликнам на овој линк, Copy Link, и ќе го отворам ученикот, што го креирав, еве го овој ученик, и ќе го ставам линкот што го споделив. Ученикот ќе добие известување. Дали ќе сака да ја гледа на веб, да ја отвори апликацијата или да ја даунлодира апликацијата. Бидејќи ученикот, всушност сум јас сега на компјутер, јас ќе кликнам да ја гледам на веб, а ученикот може да избери било која од опциите. Значи, затоа што целта ми е сега да видиме како ќе го гледа истото ученикот преку веб верзијата. Ќе почекаме сега да се вчита. И ќе се добие истата бела табла која што јас ја пишував. Значи, во ситуација кога имате пола оделение на училиште, а пола оделение дома, во некоја хипотетичка ситуација, тогаш, ако пишувате на белава табла за време на часот, тогаш, со помош на линкот, истата бела табла, еве, може да ја гледа и ученикот што се наоѓа дома. И при тоа може во исто време да напише. Еве, сега ќе се обидам јас да бидам ученик, ќе изберам пенкало, ќе кликнам во белешката и ќе напишам. Дали може да ми помогнете околу задача 3? Еве веќе линкот го споделив и некој друг веќе го пишува. Тоа што е тука. Сега, ова е погледот на ученик. Сега да видиме, ќе се вратам назад, ќе појдам, сега сум веќе кај наставник и можете да забележите дека тоа што го напиша ученикот останува, напишано тука, а гостинот што беше споделен со линкот го избрише тоа што беше напишано тука. Значи сега јас можам да напишам, бидејќи јас користам пенкало, но може да напишам и со тастатурата. Ќе изберам на опцијата за текст и ќе кликнам било каде, еве го полето за текст. Ќе го пренесам назад и ќе напишам секако дека може. Сега, ова што го напишав јас, или пак може да се случи, бидејќи имаме опција, овој дел ни е за зумирање. Ќе видите дека во апликација имате многу повеќе опции отколку што ви гледате овие овдека. Ова ви е елементарна опција за соработка, за колаборација со помош на учениците преку веб. Не мора да инсталираат ништо, сите ученици и вие ќе го имате ова. Забележувате дека имаме колку? 4 бои. Еве бојата, сина, имаме зелена, црвена и мислам дека беше црна. Опција за зумирање, можеме колку сакаме да го зумираме и да го одзумираме и да го носиме кај сакаме. Просторот ни е бесконечно голем. Исто така, можете да внесите текст, слободно можете да почнете да пишувате на текстот, еве го овдека, и да го пренесите каде сакате.
За да почнете да пишувате, кликнувате 2 пати во него. Или можете да внесете белешка. Така што ќе кликнете 2 пати во нези, можете да пишувате тука. Ако тоа што сте го напишале, сакате да го испратите или да си го зачувате, со самиот линк, со самата бела табла, тоа ви е автоматски зачувано. Но ако сакате да направите слика од тоа што го имате, не мора ниту да го намалувате, ниту ништо, ќе кликнете на делот што е десно, кај иконите, и ќе изберете Export Image. И сето ова што е напишано, ќе биде извозено како слика. Е сега на десктоп. Ќе го наместам за да го видиме. Слика 1. Сега сликата ни е експортирана. Ајде да видиме како изгледа сликата. Ќе минимизирам се, еве е сликата. Ќе отворам сликата, ми се отвори во било која програма и забележувате, еве се обидов да отскролирам, да го намалам, еве забележувате дека целиот екран е направен како слика. На тој начин можете на многу едноставен начин да имате соработка двострана со помош на учениците, во кој што тие можат во исто време да пишуваат со вас. Ова беше во врска со, да се вратам назад, веб верзијата на белата табла, која што е, ова е од погледот на наставникот, а од погледот на ученикот е истата бела табла, забележувате дека нема никаква разлика. Сега ќе видите, ако ученикот во било кое време се врати назад, тој ќе има пристап до сите бели табли што се со него споделени. При тоа забележувате дека ова е погледот од ученикот. Имате во секоја бела табла, ученикот во моето училиште му е дозволено да си креира собствена бела табла. Еве овдека. И еве белата табла што е креира ученикот за потребите што се негови. Забележувате, под секоја креирана бела табла имате време кога е едитирано, насловот, имаме и 3 точки. Сега бидејќи е 20 часот, ова е последната што е направена. Ако кликнам на 3 точки, имаме опција да се избриши и да ја дадам име. За да ја дадам име, кликнав на опцијата со моливче и ќе ја дадам име, тестна бела табла. Ќе кликнам ОК. Значи ова го прави ученикот. Ученикот може, забележете сега во овој дел, ако ја отвори белата табла, ученикот може да ми даде линк на истиот начин како што јас го креирав линкот, откако направил било што во белата табла. Ако го копирам линкот и со истиот линк, јас сега ќе се вратам кај наставник, и со истиот линк ќе отворам белата табла од ученикот. И добивам истите опции, сакам да ја видам во белата табла. Значи, ова е ако ученикот може да креира собствена бела табла, може да креира неограничен број на бели табли. Ова е белата табла од ученикот. Значи, ученикот може да креира собствена бела табла и да ја сподели. Ако се вратиме на стрелката, ќе ги видиме сите бели табли што ги креирал ученикот и на кој што тој е приклучен како соработник. Но, ова е само основниот дел од тоа што може да го направите со белата табла. Но ако сакате да имате дополнителни опции, тогаш на располагање ви стои апликацијата Whiteboard, до која што може да дојдете. Ако напишете, еве например ќе отворам Google и ако напишам Microsoft Whiteboard Application, APP скратено и ќе изберам download. Тогаш
и го исклучив апликацијата по грешка. Че ги изгрешив, го вратив назад. Ќе го отворам. Не е проблем уште еднаш. Еве апликацијата Get Microsoft Whiteboard и ќе ја добиете. Ќе кликнете во делот Get и ќе ја имате во вашиот компјутер. Откако ќе ја симните во вашиот компјутер, таа ќе изгледа на следниот начин. Ова е апликацијата, за разлика од веб верзијата, забележувате сега дека нема горе адреса, нема ништо. Ова е исто како Microsoft Teams апликацијата. Ако кликнем на стрелката, ќе ги добиеме истите бели табли, бидејќи сум јас сега наставникот, кој што јас ги имам креирано и ако имате во левиот агол на белата табла иконче како со луѓе, тоа значи дека со некого е споделена таа белата табла и тој може во исто време да работи на белата табла. Ако белата табла не е споделена, тоа значи дека стои како таква и не е споделена со никого. Еве сега јас, например, ќе отворам еве од некоја бела празна табла, што е еве нешто што е напишано во неса. Ако веќе нешто напишано, со едноставно кликнување на тоа што е напишано, можам слободно да го движам каде сакам. И при тоа забележувате дека опциите што ги имате во програмата за бела табла, во апликацијата, се многу повеќе од тоа што го имавме претходно. Да почнем од тоа што е видливо. Најдолниот дел, забележувате, имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 наливи со различна боја. Имаме хайлайтер, кој што ако кликнеме и задржиме, забележите дека имаме дебелина на хайлайтерот и различни бои. Забирање. Истото така можеме да го направиме за било кој пенкало. Бирате било каква боја и било каква дебелина на пенкалото. Ако поседувате дигитално пенкало, пишувањето е исто како да пишувате на бела табла. Ја бирате бојата, ја бирате дебелината и почнувате да пишувате на тоа што ви треба. Можете да нацртате, да го заокружите, да напишете било што. Но тоа е само еден дел од опциите што ги имате. Имате дел гума, со чија што помош, ако кликнам 2 пати, можам да избришам, но имате опција која што вика Clear Canvas, односно ако изберам таа опција, се што имав напишано ќе се избриши. Наредно имам опцијата Ruler, ленјер. Сега ова ми беше најдолго време, најтешко за да го научам да го цртам, ако сум наставник по математика. Забележувате, има агол на средина. Степенот и како се користи ленјерот. За да нацртате права линија, ако е наместен ленјерот, бирате каква и да е боја и црна ќе изберам, дебелина. И ќе се обидам да нацртам било каква линија. Ако сакам да нацртам паралелна на незе, ќе нацртам од другата страна. Сега, како ќе нацртам или како ќе го променам аголот? Внимавајте, сега го гледате глувче, не знам дали го гледате глувчето, но ако го однесам глувчето врз ленјерот, значи имате опција за да скролирате. Ако на глувчето одам со скролот, забележувате процентите се зголемија. Можам да зголемувам или да намалувам. Правите си останаа паралелни. Но сега, ова е надвор од ленјерот, но ако сакам да го завртам ленјерот, ќе правам истата постапка, но само врз ленјерот. Сега ќе појдам кај ленјерот и ќе го вртам тркалото на глувчето и аголот, видите што ќе се случи. Аголот ќе почне да се променува. Ако излезам надвор од ленјерот, автоматски се променува и зумот. Сега ќе го наместам 0, еве го,
погрешка. Ќе го наместам аголот да беше 45. Се уште еднаш ќе го наместам 45, за да биде, вака, под прав агол. И сега ќе нацртам линија, која што ќе биде под прав агол. Значи, ова е во врска. Ако сакате да го изгубите лењерот, кликнувате само на лењерот и него веќе го нема. Можете со лев клик и да го носите каде сакате канвесот, полето, затоа што е бесконечно широк. Може со скролот да го намалувате или да го зголемувате процентот на зумот. При тоа, потоа имате опција за ласо. Ласо опцијата служи за да селектирате ако имате нешто направено. Потоа, имаме опции за плюс, ова е најважното мени, за кој што ќе зборуваме нешто покасно. Како наставници може да правите чуда во ова, но јас би сакал да скренам внимание и ќе ви ги објаснам Node Grid, List, Follow-up List и Template, што се најновите од Microsoft Whiteboard апликацијата како опции. Можете да ставите слика, стикер, PDF документ, што ви е веќе готов и работен лист и да го споделите со учениците. Документ, дури и цела PowerPoint презентација. Тоа ќе ви објаснам нешто покасно. Но, многу е битен делот, како подготовка пред да било што да направите, е делот што се наоѓа десно. Десно имате неколку опции. Првото имате трите линии, кој што е менито за подесување. Во ова мени имаме неколку опции. Првото е Active Pen. За сите оние што имаат стайлус, значи дигитално пенкалце, мора ова опција да биде вклучена. Ако имате тачскрин екран на кој што може да пишувате, исто така ова опција е пожелно да ја приклучите, а за сите останати што ќе пишувате со тастатура нема потреба да биде. Втората опција е Ink to Shape. Ете се што значи таа опција. Ова опција моментално ми е исклучена. Ако јас сега се обидам да нацртам триаголник, триаголникот ќе изгледа на триаголник, ама нема да биде тоа што треба да биде. Но ако имам уклучена опцијата Ink to Shape, видите сега, само што ќе се обидам да нацртам нешто што личи на некоја форма, например, сега ќе се обидам да нацртам триаголник и треба самата програма да препознае дека ја цртам триаголник. Ама бидејќи сега, ајде да видам кругот. Еве го. Значи, ако нацртам ромб, програмата автоматски го препознава и го трансформира во фигура што личи. Исто така, значи тоа е за втората опција. Третата опција ви е Ink to Table. Тоа значи дека како што ќе цртам автоматски ќе се прави табела. Пример, ако сакам да вметнам табела, бидејќи немам простор, слободно ќе се тргнам настрана. Некаде најверојатно грешам низ опциите, автоматски не се црта табела, но кога ќе цртате, автоматски ќе се црта, тоа што го цртате ќе се прави како табела. Четвртата опција ви е Object Snapping, тоа значи дека објектите ќе се лепат според невидливите линии. Може да ја извозите сликата како слика и високо квалитетна слика. Внимавајте дека зборуваме како за тие што знаат како векторска графика, во која што ако ја извезите сликата во SVG формат, бидејќи ќе биде како вектор и при зголемувањето нема да се расипи сликата, односно ќе остане истата. За разлика од претходната веб верзија имавте само опција PNG, ама сега имаме високо квалитетна слика. Потоа имаме да го испратиме цртежот во OneNote. Еве бидејќи имаме, сега ќе го испратам во нашата тетрадка. Бидејќи сум дел од 365 пакетот и фамилијата, кога кликнам во OneNote, ми ги даде сите мои тетрадки. Сега ќе ја барам тетрадката Математика 7 што ја креиравме. И сега ќе ја пратам оваа тетрадка кај ученик, бидејќи мислам дека бев логиран како ученик 2, во ученик 2 и во работа на час. И оваа оваа бела табла ја испраќам кај ученикот, тој што сакам, можам и на сите.
Значи добив информација дека е испратена. Наредна опција имаме да ја ставам како пост во тим. Ќе изберам таа опција. Ќе почекаме малку. Ова пред се до интернетот, пред се до апликациите. Морам да напомнам дека во последните 3 месеци една од најразвиваните апликации во пакетот 365 е токму белата табла. На секои 2 недели имаше нов елемент додадено во незе. Ќе почекам додека ова се вчитува, додека го чекаме да го искористиме времето. Јас ќе се префалам, еве сега, се прикажа, ќе се префалам кај ученикот да видиме како изгледа. Значи, ова се сите мои тимови во училиштето. Сега ќе го барам нашиот тим што го креиравме, 7.1. 7А, всушност беше. Ова е нашиот тим што е тука. Математика 7. Еве го, математика 7А. Го бирам тимот. И сега во кој канал сакам? Во каналот работа на час. Добивам кратка слика за тоа што е прикажано и ќе кликнам пост. Значи, ова бела табла сега е ставена во пост во тимот математика 7А. Ќе го видиме кога ќе појдеме покасно. Наредно, може да ја испратам по мејл, потоа можам да ја уредувам позадината. Ако кликнам на овој начин, видите сега овде имате за наставниците по математика и за било кој, дури и за наставниците по музичко имаме дел. Можеме да избериме боја. Каква сакате, за децата многу интересно, ако имаат најразлична боја на располагање. Првиот дел е боите. Вториот, позадина од линии, имаме бела, имаме точки, имаме квадратна мрежа, за да видите, јас ќе го зумирам. Ево вака. Да гледате линиите. Потоа имаме граф, значи координатна мрежа, напишана, хибридно што е мешавина, имаме нешто слично како ISO, хартија, ISO мрежа, имаме триаголници, буквално ова е правил на ISO подагол, имаме линии за пишување, за почетно пишување, потенки линии, кои што може да се подесуваат по потреба, и така натаму овие толку нема повеќе опции на располагање. Значи, која да изберите? Отскролирајте, наместете го зумот да биде 100% или било колку сакате, затоа што учениците и вие може да си го прилагодувате зумот колку што вам ви треба. Потоа имаме опција Toolbar Location. Тоа значи овие иконите што се одоздола на која позиција да ви стојат. Може да бидат лево, десно или на дното. Кај мене се на дното. Секој на посебен начин си ги мести каде што сака. Бидејќи имајте во предвид дека кога сте на состанок во Teams или пак на Zoom, горниот дел ви е зафатен. Значи горе не е практикуван и горе немате ни опција да види. Значи или ќе го местите лево или десно или најдолу. Тоа е лично вие како сакате. Можете да кликнете на Clear Canvas да се избриши се што е напишано, а додека во последната опција долу, ова е за учениците што имаат потешкоти или одредени посебни потреби. Сега да видите какви се опции имате тука. Имате опции да го зголемите и да се прикаже делот што е нацртан и да се именува. Потоа, да избериме табелата што е, значи на овој начин ги препозна сите делови што ни се во текстот и на тој начин вие може да додадете име која што програмата, значи ученикот што не може да го види предметот, ако напишете опис, значи ќе напишеме паралелограм или ромб. Ромб. Тоа значи дека програмата, како што е Immersive Reader, ќе го прочита текстот тука и ќе му го објасни на ученикот што има проблеми со видот. Че ова е, и забележате дека на предметот, елементот на кој што му дадов опис е веќе обележен. Сега ќе го изберам и ќе пишам круг или кружница. Забележате дека веднаш се снима
и веќе и вториот елемент е означен. Значи, ова ни се опциите што се наоѓаат во делот за settings. До таа опција стои и Б, тоа се моите генерали, ви прикажува кој е регистриран тука и чија табла ја гледате. Потоа имате делот да поканите некого и делот View Rooster. Штом имаме оваа опција, тоа значи дека јас веќе имам покането некој за да гледа. Сега јас ќе ве поканам сите што сакате и што сте во можност да пристапите до оваа табела. При тоа забележите што имате опција. Кога кликнав на опцијата, таа со плюсот, човечето со плюс, кој што пише invite someone, можам да поканам. Забележите right to search. Ако имате пенкало, значи јас сега ако пишам Горан, пример, тогаш ако имам Горан во моите вработени, тогаш нема потреба јас да го пишувам, туку директно ќе излезе, бидејќи јас немам Горан. Например, можам да ги пребарам веќе учениците што се пријавени или наставниците, или пак ако кликнам на текстот, јас да го пријавам третиот ученик. Сега од моите 3 ученици, еве јас ќе го додадам вториот ученик. Ќе напишам име, еве го ученик 2. Забележете дека се појави ученикот што е. Имам опција ученикот дали може да едитира или само да гледа. Ако кликнам на моливчето, ученикот може само да гледа, но може и да уредува. Јас ќе го добидам да може да уредува. И ќе кликнам на опцијата Invite, за да го поканам ученикот. И автоматски ученикот е поканет, забележувате горе. Значи ученикот 1, ученикот 2, сега ќе го додадам и ученикот 3. Сега ќе го земам и ученикот 3. Значи се што треба да направите е да го пишете неговото името на ученикот на кој што сакате да го поканите. Значи јас можам било кого да поканам сега. Ученик 3. Ученик 3, еве го третиот ученик, исто така можам да го поканам да уредува и ќе кликнам на Invite. Сега го поканив и третиот ученик. Еве ги сите ученици што се поканети за да може да работат на оваа бела табла. Кога ќе кликнам, забележете имате до моливчето повеќе опции, можам да го отстранам и можам да resend invitation, уште еднаш да го поканам, ако случајно нешто се случи непредвидено. Ако кликнам на X-от, ќе се изгуби. Сега забележувате дека ако кликнам на иконата што е лево, ќе видам кои се тројцата што се поканати. За разлика од претходно, каде што можев да направам линк, сега овдека немам таква опција, туку можам јас само да ги поканам. Сега, но што ако сакам да поканам некој што е надвор, како вие, например, сега? Пред да го пишете името на ученикот, како што или да го побарате на тастатура или да го напишете во овој дел, на трите точки ако кликнете имаме 3 опции. Првата опција да креираме линк за споделување, да ставиме во Teams или да го испратиме во OneNote. Јас бидејќи сега имаме таквата ситуација, ќе креирам линк. Еве го линкот, опцијата ми е овозможена, ќе кликнам Copy link и сега овој линк јас ќе ви го споделам на сите во четот, кој што може слободно нека пристапи до оваа бела табла на која што работиме во моментот. И сега, што е убавината на сето ова, што го направивме овдека, забележувате како што го движите се појавуваат тие помошните линии. При тоа, кога ќе однесете било што, можете да го уредите со моливчето, можете да ставите лайк, можете да ја смените бојата, можете да го копирате, можете да го избришите, можете да го уклучите Immersive Reader да ви го прочита, а може и ако имате alt текст да го напише текстот што го напишавме претходно. Повторувам дека можете да одзумирате во секој момент и да направите што вие сакате со ова што е
направено тука. Сега ќе се логирам, ќе појдам да видите како ученикот ќе го види се това. Но пред тоа, ќе појдам во тимот да видите како изгледа тоа што го објавивме тука. Ова е нашиот тим, забележете што го креирав, еве ни е нашата училница, математика 7.1, ако појдам во генерал, забележувате дека немаме никакви информации за белата табла. Сега, ако јас се логирам како ученик, тоа е овој дел сега. Значи сега, забележете дека ќе исклучам веб верзијата од белата табла. Сега сум логиран како ученик 1, забележувате тука, и ги имам сите апликации. Ако појдам во Teams, отворено ми е горе, ако појдам во Teams апликацијата, еве ќе го исклучам и ќе ја отворам Teams апликацијата. Сега ќе ја отворам Teams апликацијата од ученикот. Тоа преѓеска што беше отворено. Ако кликнам работа на час, еве го линкот што го споделив до белата табла. Можам да кликнам и ученикот ќе го отвори линкот што беше споделен со него. Еве сега ќе кликнам, ќе го копирам линкот и ќе го отворам овдека. Добив информација како сакам да работам. Дали да работам со апликација или да ја даунлодирам ако веќе ја немам. Значи јас ќе отворам преку веб и линкот што му го дадов на ученикот, еве сега, еве го има тој, но ги нема, забележете, сите опции што ги имав претходното, затоа што тој е приклучен само како соработник во тој. Значи сега ќе додадам текст во овој дел, кликнам 2 пати, и ќе пишам дали треба пример, дали треба да се обои. Значи, ова го направи ученикот. Сега, ако се вратам јас како кај наставникот, ова е белата табла што ја споделив. Еве е белата табла, еве го тоа што го напиша ученикот. И при тоа гледате дека кој тоа го напиша. Значи, на овој начин можете да правите со учениците на почетокот час, за време на часот, во текот на целиот час, било какви активности со нив. Ако сакате, значи може да се приклучите и да се секој што ќе напише, овдека се стои неговото име, да знаеме дека тој нешто направил во врска со тоа што е тука. Сега. Овдека можете да вметните слика. Еве сега ќе ви објаснам новите опции што се во овој дел, само да видам времето колко е. Имаме време. Во делот Note се белешките, тоа веќе е јасно. Ги видовме претходно. Ја бирате белешката, може да смените боја, може да ја копирате и така натаму. Во овој дел е многу добро. Note Grid. Ова е, например, за бура на идеи. Правите еден ваков прозорец, во кој што секој ученик може да си избери прозорче и да си направи, да напише било што. Еве сега, например, ако кликнам Add Note и равенка, пример. И се бура на идеи за равенка. При тоа можете да направите, да ја смените позадината, ученикот, да го копирате, може да го пренеси кај сака тоа, на било кое место, може да го допише, може да го смени текстот. Нешто што има X во него. При тоа може да додавате, како што спомнав, било колку белешки. Значи, на овој начин можете брзо и едноставно да додавате собствени белешки за бура на идеи. Забележувате дека
можам да го движам по потреба каде сакам. На почетокот можно да имате време да се навикнете, да го работите тоа, но, уште еднаш повторувам, со скролот на глувчето зумирате и одзумирате. Ако имате некаков цртеж нацртан и да изберите гума, вие нема да можете да го избришите него. Затоа постои ласо алатката, со чие што помош ќе го селектирате него, па потоа ќе го избришите. Но да се вратиме на плюсот. Имаме листа. Значи ова, ако кликнам на точката што е десно, можам да зголемам листата. Ова е некој вид на to-do лист. Значи, листа на работи што треба да се направат за време на часот. Еве, например, што треба да се направи во текот на часот. Ова е само пример. Забележете дека треба многу повеќе место, бидејќи јас немам место, ќе искористам техниката на лизгање, ќе си направам место и ќе го зголемам колку што ми треба. Сега теск пишувате задача и овдека, да го сменам затоа што сум направил грешка, и така натаму. Може да запишете овдека, значи, пример домашно. Потоа може да се напише уште нешто. Што би било тоа, например, забележите дека кој ќе го напише. Потоа, например, пример од домашно. Потоа, например, може да се дават и коментари на сето. Значи, внимајте, ова може да го прават и учениците. Наредно, ако одиме во плюс, имаме follow-up листа. Тоа значи дека може да си направите листа за следење, во која што ќе ги следите сите задачи. Например, домашната ќе ја провери Горан. Пример. Ќе кликнам на Assign и ќе го изберам ученикот 2, дека задачата му е доделена на ученикот 2. Например, наредно, со времето ќе раководи ученикот 1. Пример. И така натаму. Значи, ова се листи што можеме да ги направиме пред да почне часот, за време на часот или како ние ќе одлучиме. Делот темплейт е многу практичен. За да го прикажеме тоа ќе направам место. Во делот темплейт имаме неколку темплейти, односно шаблони за користење. Например, ефективен состанок, SWOT анализа ако треба да направите како. Ова е пред се за на ниво на актив или пак во PLC група. Брейнсторминг може да го правите со учениците, ќе го отворам за да го видите. Исто така, ако планирате одреден проект, problem solving, значи имате темплейт за решавање на проблеми, QWL, weekly planner, неделен планер имате, мапа за емпатија, ова е многу интересно за кај за училишта. Например, се особено на почетокот за учениците што прв пат ќе ги среќавате, за опуштање затоа што на секој му е нова средината. Јас сега ќе отворам од овие опции, само првата ќе ја прикажем. Темплейтот за брейнсторминг. Односно, како изгледа, да вратам назад, за да можам да го преместам. Вака ќе го зголемам, сакам да го пренестам за да биде преку цел прозорец, за да можеме да го видиме убаво. Вака и ќе го зголемам се, за да може да го видите. Ќе го зумирам за да ги видите правилата, 4 правила за брейнсторминг, фокусирање на квантитет, без критики, охрабрување на чудни, луди идеи и комбинирање и подобрување на идеите. Забележувате дека во овој темплейт може да наставите наслов, че во делот, јас реков, нели, бурат идеи за равенки. Пример. Може да направите агенда, да ги напишите
идеите, може да направите follow-up што имавме, што ги објаснувавме претходно. Овдека може да бидат идеите од учениците. Ако ви е малку простор, може да си додаваат учениците и собствени идеи. И при тоа, забележувате дека идеите може да се придвижуваат, да се пренесат, да се напише во боја и така натаму. Овдека во делот на агендата, забележувате дека може да се движат нагоре, надолу, може да се копираат, може да се уредуваат, да се смени текстот, може да се додадат собствени, нови делови. Исто така може да се подредуваат, може да се прочитаат тие, може да се снимаат во Excel ако сакате после да ги уредувате. Така натаму. Значи, ова ви е брз и едноставен начин како да имате структурирана бура на идеи со вашите ученици. Одам понатаму, како би ставиле слика. Bing Image Search може да ја напишите, ако имате дигитално пенкало. Еве, например, јас ќе напишам училиште и ќе изберам слика за училиште. И сега забележите се, Command Core, сите слики што ќе ги добиете, имате право да ги користите. Ја бирам сликата и кликнувам на плюсот и сликата веќе ја имам во белата табла. Можам да ја зголемам, можам да ја ротирам, можам да ја заклучам да не се променува од позицијата, можам да ја правам буквално што сакам на сликата. Наредно што имаме, можам да додадам стикери, какви што сакате. Ајде да направиме некоја. Pet in Space, ќе изберам некоја, колку да го збогатиме. Да ја збогатиме презентацијата, може да ја копирам, да ја избришам, да се прочита и така натаму, одиме понатаму со опциите. Наредна опција ни е да вметнеме PDF документ. Сега, јас имам изработен спремно еден работен лист во PDF. Сега ќе се обидам да го отворам него. Еве работен лист 1 без решенија. Ќе го отворам него и еве го целиот работен лист. Од десната страна имам преглед на листот и можем да, ако имам повеќе страни, можем да ги изберам кои страни да ги вметнам. А бидејќи имам само една страна, ќе ги вметнам страните што ми се документот. Еве ми го документот директно во белата табла. При тоа, можам да го зголемам документот, затоа што PDF е претворен во слика. Учениците ќе можат да пишуваат врз него, да го решаваат судокото. Пример, сега прилика ги пишувам бројките. Исто така, учениците може да ги решаваат и неравенките што се ставени тука. Одиме понатаму. Можеме да вметнеме и Word документ. Можеме да вметнеме, ќе изберам некој документ. Например, да изберам некој Word документ. Например, ќе најдам некоја дневна подготовка моја и ќе наместиме тука. Може да биде било што. Еве дневно планирање, еве второ полугодие, еве мај месец, 15-та недела, еве едно планирање. Значи сега ќе се вчитаат сите страни и бирате која страна. Еве, например, само оваа страна сакам да се вметне. И еве ми ја страната од Word документот, вгнездена, вметната во белата табла. И спремно за работа со учениците. При тоа може да го движите, да пишувате врз него, што сакате можете да правите. И конечно, уште една опција мислам дека остана, презентација. Сега презентација, мислам дека имаме во овој фолдер. Ево го работниот лист во презентација во PowerPoint. Истиот претходен работен лист, ама напишан во презентација. Значи истиот работен лист од презентација преземен, само малку изменен за да може да се изменуваат работите. Значи на овој начин имате, сега ќе одзумирам,
колку богата тетрадка, која што можеме со еден клик да ја споделиме со секој. Односно, и секој може да учествува во нејзиното изработување. Видиме? Уште еднаш повторувам, откако ќе ја направите тетрадката, можете да ја извозите, да направите експорт како слика или високо квалитетна слика, можете да испратите во OneNote, сега тоа ќе го направам, уште еднаш да повторам, ја бираме тетрадката каде што сакате да испратите, го бирате, значи, просторот за соработка, Content Library, делот само за наставникот или пак било кој од учениците. Јас сега ќе го испратам овој дел за ученикот 3, што на пример бил отсутен. Работа на час и ќе испратам оваа тетрадка кај ученикот 3. Ќе провериме после да видиме кај него. Еве добив информација дека тоа е испратено. Исто така ќе го постираме во тимот. Еве го тимот математика. Еве на пример во делот, во делот работа на час и ќе го испратиме во делот работа на час. И целата ова табла ни е испратена во тој делот. Сега да се вратам назад. Значи сега ќе го отворам Microsoft Teams. Еве вака. Еве ни го оделението 7.1, работа на час. И еве го линкот од белата табла што го испрати. Ако, например, сега појдам во General и ако појдам во Class Notebook, како што зборувавме минатиот пат, да видам како ќе изгледа во ученикот 3. Таму нели ја сподели. Сега ќе го отворам ученикот 3 и ќе отворам работа на час. И еве сега белата табла. Значи сега добив информација дека ова е работено на друг компјутер каде што не е синхронизирано. Значи се уште не е синхронизирано тоа што го сработив со тоа што е кај ученикот. Значи треба да биде еве го. Ова е Word документот. Значи треба да се синхронизира тоа кај ученикот за да се пријави тука, но не е проблем, тоа ќе се пријави веднаш. Сега ќе го исклучам да не чекаме доволно долго. Значи ова ни е, еве Class Notebook, ќе отворам уште еднаш од оваа страна да видиме случајно. Ова е OneNote тетрадката во апликацијата OneNote. Ако кликнам на Manage Notebooks, ќе се отворат сите мои тетрадки, еве ги. Сега треба да се регистрирам уште еднаш, да се најавиме. Сега ќе се појават сите тетрадки, ќе треба да ја најдам тетрадката. Математика 7, еве а, еве работа на час. Open Notebook, ќе отворам тетрадката. И сега ќе видиме дали во оваа тетрадка ќе го имаме делот за ученикот. Јас сум наставник и можам да ги гледам сите елементи кај учениците, но внимавајте, бидејќи јас сум наставник кој што не го креирал тимот. Значи, внимавајте сега да ве потсетам на едно од претходните средби. Овој тим, математика 7.1, го креира наставник кој што е различен од администраторот на тимот. И затоа може да не се случи јас како наставник, сега креатор на тој тим, да не можам да ги гледам промените што се случува во него. Но ај сега ќе видиме. Ученик 3, работа на час. Еве го состанокот. Се уште не е апдейтирано, но не е проблем. Ајде име преđеска споделив. Таблата кај другиот ученик се уште не е синхронизирано, а кај другиот ученик.
Значи кај него не е ни споделен. Значи не е проблем. А белите табли на овој начин автоматски ќе се синхронизираат. Еве ученик 1 сигурно го имаме тука. Овие се сите ученици што се регистрирале за да може да го гледаат. Денес планирав уште нешто, ама толку многу имаме во ова заглавивме, толку многу опции имаме за да објасниме кој што е само еден дел од тоа што можеме да го направиме. За крај, сакам само да ви спомнам следното. Ќе го споделам, ќе го прекинам споделувањето, но ќе го вратам прозорецот за да може да гледате на снимката. Ако кликнете на опцијата за share и стари сега ќе ви го покажам на друг начин за да го видите, не на овој начин. Значи ќе го споделам повторно мојот екран, но нема оваа апликација, туку ќе отворам Microsoft Teams, овие се ќе исклучам, и ќе отворам Microsoft Teams, еве овдека. Значи ќе отворам апликацијата Microsoft Teams преку веб верзијата негова. Сега, за да можам да ви прикажам, ќе појдам во тимот, каде што го праве, што ја пишувавме таблата. Значи, еве математика, еве работа на час, например, еве ги линковите што ги креирав. Значи, сега, ќе појдам во General и, например, ќе почнам состанок со моите ученици во тоа оделение. Ќе кликнам Meet Now, за да можете да го видите ова. Значи, сега отворам состанок во кој што се сите ученици присутни. Сега, кога ќе кликнем на делот за споделување, добивам миниатурна верзија на она што го имате на апликацијата. Имате screen share, да го делите екранот, да споделите презентација или да споделите бела табла. Че вие можете да споделите белата табла и на овој начин, еве сега ќе изберам незе да видите само како изгледа. Значи со моите ученици споделувам преку Teams апликацијата белата табла. Забележете сега дека, ќе се обидам да видам на full screen, еве вака, ќе влезам во целосен екран. Сега, ја имате истата апликација како да е преку веб. Имате опција да ја отворите во пребарувач. Можете, долу добивам информација да ја прекините споделувањето. Може да пишете текст. Пример. Исто така може да одзумирате, да го зголемувате, да го пренесувате каде сакате. Може да цртате и да пишувате, но внимавајте. При тоа немате на располагање голем избор на алатки. Че може да правите што сакате, но нема да добиете опција, например, да се претвори во форма. Може со учениците да имате излагање, не можете да наметните презентација, но можете на почетокот да имате бура на идеи во кој што ќе го запишат сето тоа учениците. Но многу е попаметно и подобро ако ја имате апликацијата и вие и учениците, тогаш ќе имате на располагање многу повеќе опции, но не е проблем и да ја немат ученици, затоа што вие ако ја имате можете многу лесно на начинот на кој што објаснувавме претходно да му го прикажете на учениците. Значи во делот можете само да ја експортирате сликата или да ја отворите во апликација доколку ја имате. Значи ова можете да го направите вака, на овој начин, преку користење на Microsoft Whiteboard апликацијата, која ќе кликнете на опцијата за споделување. Значи тоа е крајно десната опција. Значи сега ќе го прекинам ова со моите ученици и ќе се вратам во нашиот состанок, во нашата средба. Ќе ги минимизирам сите прозори, ќе ги исклучам сите, не ни требаат повеќе овие. Сите апликации. Еве сега, ствари ќе го прикажам повторно екранот, за да се гледате сите. Значи со тоа јас денес завршив дел од тоа што имав планирано.
Имав и Forums, но тоа ќе го оставам за утре. Тоа беше најкратко што можеше за белата табла, па повелете ако имате некој слободно прашајте. Значи снимката што е од ова каде што се сите можни опции ќе биде на располагање по еден прилика 1 час. А пак утре прво ќе зборуваме за Forums и евентуално и среда ќе имаме сесија затоа што не знам кога ќе почнат обуките, па тоа ќе не биде терет на сите. Можеби ќе имаме на 2-3 различни места и тогаш да дозволиме први да ги видиме сите тие што ќе бидат, па нешто ќе споделиме нешто потоа. Па повелете ако имате да прашате, слободно приклучете се. Имам јас едно прашање, Игор, ако може. Повели? Мене повеќе ме интересира и мислам не би се откажала од овие обуки какви и да ни дадат. Супер си те пофалувам и како презентер и како даскал секоја чест. Но би сакала кога би било возможно сите ние да направиме некое виртуелно училиште, да се регистрираме и да имаме своји адреси и да не биде цело време да те слушаме, туку да бидеме активни учесници во твоето презентирање, да можеме еден дел да биде ученици, еден дел наставници, па друга половина обуки да ги смениме улогите и да разгледаме од сите аспекти и каде повеќе ќе се научи. Дали е возможно тоа? Вака сега. Може да се направи такво нешто, ама има ограничување така што, например, ако имаме заинтересирани колеги такви, не мора да се каеме, кај било кого, на било кој тенет што е на располагање, ја ќе му пренесам во Microsoft за идејата да ни креираат. Оти ние сакаме, Јас сакала, да. Ќе му предложам да ни креираат некаде, некое место во кое што ние ќе бидеме да можеме се да направиме. Не сега да бидете вие гости, само да можете да го гледате тоа, туку да може да се направи. Да, оти каде е поинтересно и повеќе ќе научиме ако например презентираш табла да пишуваме на неа, да ни објаснуваш секој од свој агол, сите забелешки да ти ги кажуваме и обратно. Некогаш ќе бидеме ученици, некогаш наставници. Јасно, ја затоа се обидувам да прикажам од агол и на ученик, затоа што не можам друга можност да ви прикажам како поинаку изгледало тоа. Да, вака повеќе се помни и повеќе се научува. Ти благодарам. Ништо, јас ќе се обидам, ти ветувам дека ќе пишам мејл со твоето барањето да видиме што ќе може да ни стапа. Дали некако можеме да ги направиме, инаку јас можам на сите заинтересирани да ги отворам акаунти, ама тие ќе бидат на моето училиште. Што не е баш во ред. Финтата е да не биде така. Твоето школо треба да се буни за такво нешто. Не знам, кој сака нека се буни, не е битно. Зошто би се бунило кога е за образование, да научиме нешто. Значи ќе се обидам да го направам тоа, ти ветувам. Важно. Благодарам. Што? Дали имаме некој друг нешто, сугестија, коментар? Нешто што би сакал да слушне во иднина? Може би ви најавувам дека наредниот час имаме Forums, а после тоа имаме Steam. Тие се сите две програми кои што се вклучени во Microsoft 365 пакетот и мислам дека без нив наставникот не би бил комплетен и не би можел да го користи во потполност. Особено делот за форум што може да се користи за оценување, ама не само за оценување, добриот формулар, прашалник, може да се направи за 5 минути и може да се обслужи за уште 5 минути. Значи, со добро менаџирање, едно училиште, еден прашалник што треба да го потполнат сите наставници и родители, може да биде готово за 5 минути, а резултати да имате за 15 минути. А потоа истото тоа ќе го користиме како наставникот, прашалникот што ќе го креира да го вгнезди во веќе постоечко видео од негов час. Тоа е нешто што ќе го правиме во среда. Тоа е мојата како најава некоја. Значи наредниот час ќе правиме квиз во Forums. Квиз, мислам прашалник било што, ќе ги разгледаме опциите негови, а потоа истите тие квизови ќе ги вклучиме во некој видео. Дали останува 20 Да, се останува, ништо не е променето. Еве сега ќе симнам листа на присутни.
Ако имате слободно прашајте, ако не, се гледаме тогаш утре во истото место, со истиот линк, со нови содржини. Посакувам пријатна вечер, слободно. Благодариме и за вечерот. Ништо тама работа. Ако имате нешто, слободно пишете. Ако не, се гледаме утре. Довидување. Довидување. Поздрав. Пријатно.